Почитувани, денес се наоѓаме во Католичката црква Свети Иван Крстител. За тоа како се слават великденските празници, како се пусти правилно, денеска ќе имаме можност да поразговараме со отец Гоце Костов. Добар ден. Добар ден и нека е слава на нашиот Господ Исус Христос и изразувам благодарност за вашата телевизија и за можноста што ја укажувате за да можеме да поразговараме за овие важни теми кои што ни предстојат и важни и овие убави големи празници. Така, за почеток ќе ве прашам, еве како католиците го прославуваат овој празник Великден? Значи, католичката црква во светот најпрво постојат 23 обреди, односно од 23 обреди е составена католичката црква и од тие два обреда се присутни овде и во Македонија. Католичката црква е организирана во Македонија во Скопска бискупија и Струмичко-Скопска епархија. Скопската бискупија е за римскиот обред, односно за верниците од римскиот обред, додека Струмичко-Скопската епархија е за верниците од источен византиски обред и согласно нивните обреди ја следат нивната вековна традиција, така да верниците во Скопска бискупија, во Скопје, Великден ќе го прослават на 31 март, додека верниците во Струмичко-Скопската епархија на 5 мај. Така, во однос на пустот, како верниците правилно да пустат, во однос на исхраната, како смеат тие правилно да постапуваат? Постот не се состои само од откажување на храна. Постот е нешто многу повеќе и самото неделно евангелие, кое што беше минатата недела, ни зборува, би кажал, за 3 фази од постот, а првата фаза е молитвата, втората е откажувањето, односно постот, и третата работа е милосрдието. Она што е важно во молитвениот дел и што е карактеристично за католичка црква е што се моли крстен пат, односно во текот на тие 40 дена во црквите се моли крстен пат, односно се подсетуваме на страдањата на нашиот Господ Исус Христос и крстниот пат има 14 постојки кои што не водат од судницата кај Пилат па се до полагањето во гробот. Ќе ве прашам, еве, во врска со последните денови, односно кога ќе дојде Велики четврток или Голем црн петок, така речено, како тогаш, кои се обичаите кои ги практикувате? Во католичката црква тука за време на она страстна седмица, секојдневно се моли, како што кажав, крстен пат, она настапува после оние 3 дена, односно на Велики четврток, кога црквата најпрво подсетува на основањето на светата Евхаристија од самиот Господ Исус Христос, па така има една свечена литургија во катедралата, кога свештенството се собира околу својот епископ и таму се врши исто така и обредот миење на нози со посвета на мирото, додека вечерта во црквите се читаат 12 евангелија со кои црквата се подсетува на страдањата Господови. На Велики петок се поставува плаштеницата во гробот, кој што е символично поставен во црквата и се пеат статиите во црквата.